Третиот дневник е во 20 часот. Еве ги најавите за денес. Жителите на село Романовце го блокираа патот на излез од селото кон автопатот во правец кон Скопје. Половина Македонија во портокалова фаза. Владата и Министерството за здравство со нови препораки за заштита на населението. Во последните 24 часа турските власти пресретнаа и приведоа над 1000 илегални мигранти по потекло од Сирија. Работнички вечерва на Мегдан против турски Трабзонспор. Третиот дневник е по рекламите. Останете со нас. Добро вечер, последно издание на Дневникот. Жителите на село Романовце не ги спречија високите температури за да го изразат својот револт. Поточно, повеќе од една година имаат сериозен проблем со патот на клучката кон автопатот за Скопје. Побараа проблемот да биде решен во најскоро време. Во спротивно, најавија дека случајот ќе го радикализираат. Жителите на село Романовце веќе подолго време апелираат да се реши проблемот со клучката на Романовце со автопатот, кој им прави проблеми во секојдневниот живот. Денеска на пеколните температури не се поколеба и го блокираа патот. Господине Мети, зошто денеска собрате одека на овие горештини? Кој е поводот? Поводот е поради прашина што се диза многу и нема селяните не може да користат ни зеленчук, ни пченка, ни ништо од прашината. До кого се обратите да го реши овој проблем? Не се знае проблемот, очекуваме писмено да се реши, пошто усмено година и пол што обечено, а решено нема ништо. Кој конкретно треба да го реши овој проблем? Фирмата Бетон Скопје. Пошто највише они га користиви и највише они га покварив путот и прашина диза највише они. Вие имате ли контакт со нив? Што се договаравте? Имамо контакт, договор, немамо никаков договор. Обечено имамо дека ќе биде решено, али усмено тој нема, писмено нема ништо одговор. И што сега понатаму планирате да правите? Понатаму планираме блокада да биде додек не се реши писмено. Договор да се прави писмено и да се одреди до кој датум ќе биде решено овој асфалтирање. Дали покрај себе верувате дека може да се најде компромис за целата ова непријатна ситуација? Па може да се најде компромис, овој не е голема сума, не тражимо 5 км 10, тражимо километар, тој излез, улаз од автопут под автопут и до фирма Бетон. Имаме проблем со овој пат, малку затоа бойкотираме некој недоразбирање со подесување на барање за воведување на забрана за движење на товарни моторни возила од гранит, зашто тие го пропастија предежно може да кажеме овој пат. Беше наложено уште во децембар 2014 овој пат да го поправат малку, нешто извршија некој мала санација тука, зашто се бираше за една мал дош да заврни, тука доаѓаше до пола метар и повеќе вода. Не можеше ништо живо да помине тука, полно авција се искршени и ред други проблеми. Принудени сме на овој радикални мерки, затоа што неколку пати не беше обеќано дека ќе го направи овој пат малку, додека се уште ништо од тоа. Се неколку пати мислам има поднесување барање до писмено барање до дирекцијата во гранит Скопје. Денеска ништо уште и бевме принудени на вакви мерки. Ова на некој начин бара зголемена комуникација меѓу вас и нив и да се реши овој проблем конечно. Па да, така е, зашто ние сакаме на мирољубив начин, неколку пати беше ќе дојдат, ќе измериме, ќе направиме, тие со тоа работат. Претежно тие големите камиони го растурија овој пат. Исто така, според председателот на местната заедница, селото се соочува со недостаток на така наречени лежачки полицајци, кои ги нема во доволен број. Имамо пуштено барање до општина Куманово за лежачи полицајци да се поставлят. Од нив имамо одговор дека пратено е писмо до Министерство за транспорт и врски, они су биле надлежни за тоа работа и година дана има што е пратено писмо, но немамо одговор, ништо ни реализација. Патот Романовце се користи повише од автопатот.
Цела администрација од Куманово користат го патот низ наше село, идат за Скопје, избегават Путарине и возат ненормално, што низ населено место нема право таква воžnja да биде. Они преко 100 возат. Мислат ќе стигнат по село побрзо него низ автопат. Мислим дека ќе биде императив тој лежачи полицајец да се постави. Порано имале смо бетонски препреки тие лежачи полицајци. Пуно авто не су дојдели низ село заради тие препреки. А сега цело Куманово проаѓаат низ нас за село. Да се надеваме дека овој проблем ќе добие позитивен епилог во интерес на сите страни. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово организираше крводарителска акција. Според председателот Мартин Костовски, нивните очекувања се дека ќе соберат над 80 крвни единици. Два пати во годината партијата организира крводарителски акции со цел да соберат крв, која ќе им биде потребна на болните. 23-та крводарителска акција во Низа, значи од 2007 година па навака, Општинската организација на СДСМ два пати годишно во март и при крај на јули месец организира крводарителски акции кои што се и текако успешни акции со собирање на 80 до 120 крвни единици, со што потврдуваме дека нашите членови, симпатизери и генерално крводарители имаат голем одзив за оваа акција што ја правиме, како што кажав, 20 кусур пати наназад. Денеска членовите на СДСМ како симпатизери и нивните симпатизери и граѓаните на град Куманово даруваат крв и ја покажуваат со тоа својата хуманост и помагаат при лекувањето на болните и повредените како во нашата болница, така и на клиниките во Скопје. Акцијата денеска започна во 11:30 и до сега можете да видите дека одзивот е доста голем број на крводарители даруваа крв и чекаат да даруваат крв, така да се очекува дека и оваа акција, како и претходните акции, ќе биде успешна. Центар за интеркултурен диалог во рамки на програмата Еразмус Плюс на Европската Унија спроведува проект Прво работно искуство за доживотен успех со цел зголемување на можностите за вработување преку практично искуство во странство. Програмата Еразмус Плюс во Македонија ја спроведува Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Проектот е финансиран од подпрограмата за стручно образование. Центар за интеркултурен диалог во рамки на програмата Еразмус Плюс на Европската Унија спроведува проект Прво работно искуство за доживотен успех со цел зголемување на можностите за вработување преку практично искуство во странство. Целта на овие активности е да се поттикне учењето преку индивидуални мобилности кои создаваат можности за индивидуите да ги подобрат своите вештини, подобрување на вештините за вработување и зголемување на културната свест. Проектот е финансиран од подпрограмата за стручно образование. Целта е здобивање со практично искуство кој ќе им служи понатаму за добивање на работа, понатаму тие работат на тоа да живеат самостојно, независни од нивните семејства. Ова е нешто како и поттик на неформалното образование, а исто така и се здобиваат со сертификат за стажирање во странство, како и се здобиваат со разноразни искуства од друга култура, во друга средина се пробуваат да се прилагодуваат и сето тоа ќе им користи понатаму. Вкупно 7 млади од Куманово имаат можност да научат нови вештини да се здобијат со практично работно искуство. Мобилноста на младите и работењето во друга европска земја ги мотивира да станат иновативни, да донесат нови идеи во Куманово, а при тоа да можат полесно да најдат работа по завршување на образованието. Се состои од тоа што 7 лица од стручните средни училишта кои ние ги избравме, значи економското, техничкото и земјоделското училиште, ги пративме на двомесечно стажирање, каде што Европската Унија им покри се патни трошоци, сместување, храна, туторство. Тие се распределени првен во Белгија, Португалија, Турција, потоа имаме и во Словенија и Грција. Што прават? Па тоа зависи од доменот на организацијата во која се вклучени и од тоа што тие претходно го учеле. Например, тие од економското училиште се занимаваат повеќе со документација, со административни работи.
сите заедно работат на промоции и креирање на промотивни материјали. Исто така учествуваат и во активностите на организацијата која им е домаќин. Преку проектот Хелена Жгума од Средното техничко училиште во Куманово е на двомесечно стажирање во Брисел. За незиното стажирање Хелена вели дека ова стажирање го подобрило комуницирањето и прилагодувањето на различни ситуации. Се здобила со нови знаења и вештини, а воедно и научила како изгледа се работи според одредено работно време и како да се однесува во работната средина. Два капитални проекти спроведуваат археолозите од Националната установа Музеј Куманово изминатиот период. Заврши археолошкото истражување на северната страна на локалитетот Кокино. Пронајдени се фрагменти и цели керамички садови. Во меѓувреме, тим од археолози започна со истражување на локалитетот Градиште. Пронајдените материјали ќе се конзервираат. Пошироката јавност има можност да ги види пронајдените предмети по завршување на конзервацијата. Во меѓувреме и Министерството за култура финансира истражување на локалитетите Визијанус и Мала Света Гора. Нова тема разговаравме со Анита Цветановска. Еве дел од разговорот. Деновиве, значи веќе од 1 јули па навака, археолозите од Националната установа Музеј Куманово активно работат на нашите археолошки локалитети. Значи најпрвин работевме на археолошкиот локалитет Татичев камен или познатата мегалитска обсерваторија Кокино. Се работеше од 1 јули до 23 јули. Значи работеше екипа раководена од археологот кој што беше раководител на проектот Јовица Станковски, воедно и откривачот на Кокино, како и екипа од музејот од Куманово, составена од археологот Дејан Ѓорѓиевски, археологот Мирослав Петковски, архитектот Славица Цветановска и поголема група на студенти кои што учествуваа на самото систематски археолошки истражувања. Овој значи проект е поддржан директно од владата на Република Македонија, бидејќи станува збор за капитален проект. Значи се работеше на секторот на северна тераса на самиот локалитет со цел целосно да се доистражи, значи да се доврши. При тоа успеавме во целта и во намерата. Северната тераса на самиот локалитет е целосно доистражена, откриени се голем број на фрагменти, како и на целосни керамички садови, што ја потврдуваат приказната дека значи станува збор за светилиште, односно се работи за оној обред кој што го изведувале некогаш, верувајќи дека нели земјата е утроба на големата мајка богинка, па така што луѓето, верувајќи во боговите, тогаш ставале значи целосни керамички садови во земјата, полни со жито, со жито или такви работи слични, ги ставале во земјата со надеж дека наредната година ќе им биде поберичедна, поплодна и така натаму. Што значи ние остваривме својата цел, ја доистраживме северната тераса, откривме голем број на керамички садови, со што ќе ги заокружиме со изложба, се надевам, наредната година. Значи ќе бидат изложени сите откритија, ќе бидат реконструирани, конзервирани и изложени со што ни целта нели на самото истражување. Остава значи да се доработи сега, да се доистражи населбата на јужната тераса во Кокино. Спомнавте дека станува збор за капитален проект, директно финансиски поддржан од владата на Република Македонија. Овој дел северната тераса станува збор за завршување на археолошките истражувања. Сега што ќе следи? Значи целосна конзервација и кога може да се види таа пронајдените откритија, кога ќе бидат достапни за јавност? Па веќе од септември се надевам дека ќе почне се работи на конзервација на зидот на северната тераса, бидејќи тој половина е завршен. Половина се чекаше да завршат систематските археолошки истражувања, па да се работи на конзервацијата, како што одат работите. Дел од керамичките садови веќе се во нашата конзерваторска лабораторија, се работи на нив и се надеваме дека наредната година се тоа ќе биде заокружено со една убава изложба од сите пронајдоци што се нели пронајдени на самиот локалитет во Кокино. Активистките од Унијата на жени при ВМРО ДПМН и Открива Паланка се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден за борба против хепатитисот. Со делење на едукативни флаери за симптомите и начинот на лекување на оваа болест на црниот дроб, целта е да се подигне информираноста и свеста за навремена превенција, велат тие. Во Крива Паланка вчера попладне беше одбележан 28 јули Светскиот ден за борба против хепатитисот. Со делење на флаери со едукативна содржина за оваа болест,
Активистките од Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ се залучија за подигање на информираноста и свеста кај своите сограѓани за навремена превенција од оштетувањето на црниот дроб. Унијата на жени ќе го одбележи денот со делење на флаери низ град за да ги информира граѓаните од последиците на овој така наречен тивок убиец. Годинава Светскиот ден за борба против хепатитисот се одбележува под мотото "Превенирај го хепатитот, од тебе зависи", со цел да се обране поголемо внимание на превентивата на хепатитисот кој е наречен тивок убиец и во светски рамки статистички е рангиран како 8-ми светски убиец. По повод Светскиот ден на пријателството, активистките од Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ Крива Паланка остварија средба со членките на Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ Пробиштип. 31 јули веќе го одбележавме со една прошетка и дружење во Пробиштип, во Лесновскиот манастир, каде што поминавме дел од денот со Унија на жени Пробиштип и имавме еден ручек заедно со нив, со што го одбележавме денот на пријателството. По повод Светскиот ден на пријателството, нели како резултат на добрата соработка со Унија на жени Пробиштип, остваривме едно прекрасно дружење, еден прекрасно поминат ден во Лесновскиот манастир, а потоа продолживме со заедничко дружење, еден заеднички ручек во знак на прекрасната соработка. Го посетивме Лесновскиот манастир, имавме добро дружење, се забавувавме. Опожарена половина хектар сува трева во Кривопаланечко во пожарот кој вчера попладне избувна во Кривопаланечкото село Мартиница. Во местноста Викана Врби изгореа половина хектар сува трева и десетина багремови стебла, информираат од територијалната противпожарна единица од Крива Паланка. Навремената совесна реакција на местното население допринела пожарот да не се прошири на блиската листопадна шума и да предизвика поголема материјална штета. Одговорните апелираат граѓаните да ја почитуваат забраната за движење во шуми во периодот на горештините, со што ќе се спречи појава на шумски пожари. Неколку региони во Македонија влегуваат во портокалова фаза, останатите во жолта, поради најавата за високи температури во целата земја. Владата на предлог на Министерството за здравство донесе дополнителни препораки за заштита на населението. Охридско-Преспанскиот, Јужно-Вардарскиот и Осоговско-Малешевскиот регион ќе бидат зафатени со температури од портокалова фаза, а останатите региони со температури од жолта, односно алертна фаза, соопшти Министерството за здравство, повикувајќи се на најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи. Во регионите во портокалова фаза температурите ќе се движат од 35 до 42 степени, а УВ индексот ќе изнесува 9. Поради тоа, владата на седница на предлог на Министерството за здравство донесе дополнителни препораки за заштита на населението од високите температури. Владата донесе препорака за ослободување од работните обврски на сите лица кои работат со скратено работно време поради здравствени причини. Воедно се препорачува да се избегнува вршење градежни работи на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Со цел заштита на ранливите групи на население, владата донесе препорака за поактивен пристап на надлежните служби, Министерство за труд и социјална политика, локална самоуправа и Црвен крст, кон ранливите групи, како што се бездомници, деца на улица, осамени лица и слично. Овие служби потребно е да ги детектираат осамените и изнемоштени лица, да им пружат неопходна помош од храна и вода за пиење, додека за бездомниците и деца на улица да се обезбедат климатизирани простории каде ќе престојуваат во текот на најтоплиот дел од денот. Исто така продолжуваат да важат препораките за ослободување од работни обврски на бремените жени и хронично болните лица постари од 60 години. За населението и натаму важат општите препораки за заштита од високите температури. Се препорачува престој во затворени климатизирани простории, а при неопходен престој на отворено да се овозможат почести одмори под сенка, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце и заштитни очила и капа. При сончање се препорачува да се користи крема со висок заштитен фактор. Да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку мрсна храна. Да се внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолни пијалаци. При влегување во возило потребно е одреден период да се проветри возилото.
Со цел заштита на здравјето на ранливите групи на население се препорачува хронично болните редовно да ја земаат припишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи пред нивната употреба, како и термичка подготовка на храната и нејзиното консумирање во многу кус рок по подготовката. Доколку тоа не се направи, подготвената храна да се стави во фрижидер на плюс 8 степени, а пред употреба истата да се загрее на 100 степени. Се препорачува да се избегнува консумирање производи кои не се термички обработени, како мајонези од домашни јајца, а внимателно да се консумираат сладолед и разни кремови. Во сите градови низ државата, во соработка со здравствените домови се поставени пунктови за превентивни препораки и совети за заштита од високите температури. Пунктовите функционираат секој ден во периодот од 18:30 до 21:30 часот. На пунктовите се врши мерење на крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот. Македонска зелена бизнис идеја освои $10,000 на регионален надпревар. Носител на идејата е прва кооператива на потрошувачи на органска храна Наша добра земја, која конкурираше со проект за поддршка на мали маргинализирани земјоделци кои произведуваат хемиски нетретирана храна. Македонска зелена бизнис идеја за прв пат победи на регионалниот надпревар Филантропија преку зелени идеи, кој оваа година се одржа од 24 до 27 јули во Боге, Косово, во организација на фондот на браќата Рокфелер од САД, а се спроведува на Балканот во изминатите 4 години. Носител на идејата е прва кооператива на потрошувачи на органска храна Наша добра земја, која конкурираше со проект за поддршка на мали маргинализирани земјоделци кои произведуваат хемиски нетретирана храна. На форумот учествуваа вкупно 15 зелени бизнис идеи од 5 балкански држави, и тоа Македонија, Албанија, Косово, Црнагора и Србија. Освен македонската победничка идеја на Наша добра земја, победи и српската идеја Еко камп од дрвени куќички и црногорската идеја Градина екологика. Најдобрите 3 идеи ќе добијат финансиска поддршка од $10,000. Наградата ни представува особено важен чекор за понатамошниот развој на Наша добра земја во сферата на одржливост, додавање на овој за нас најважен елемент во равенката еколошко производство на храна во Македонија, изјави Билјана Филиповска, основач на Наша добра земја. На форумот одлично се презентираа и Наша фарма од Скопје со идејата да прераснат во првата биодинамична органска фарма за производство на јајца и Сдруженијето Амброзија од Пехчево со идејата за создавање пилот машина за производство на пелети од биоотпад. Како организација која препознава и верува дека добрите идеи треба да се поддржат, ние нема да се опреме тука, славејќи ја само победничката идеја, туку ќе се обидеме да обезбедиме национални фондови за поддршка и на другите македонски идеи, изјави Ирина Јаневска, претседател на Асоцијацијата за развој на нови опции АРНА. Во последниве 24 часа турските власти пресретна и приведоа над 1200 илегални имигранти по потекло од Сирија. Жртви во лизгање на земјиште во Непал, запленето рекордно количество од над 330 килограми хероин, вреден 40 милиони евра. Вести од светот. Во последниве 24 часа турските власти пресретна и приведоа над 1200 илегални имигранти по потекло од Сирија, јави Бета. Како што соопшти генерал-штабот на турската армија, во реонот на границата меѓу Турција и Сирија биле приведени околу 600 лица кои се обиделе илегално да преминат на турската територија. Во исто време припадници на воената морнарица и на крајбрежната стража во морските погранични реони на Турција пресретнале уште околу 600 други илегални имигранти. Покрај овие во реонот на границата на Турција со Грција пограничните служби привеле 73 сириски бегалци, а уште 7 други близу турско-бугарската граница. Во соопштението се посочува дека од приведените имигранти биле одземени значителна количество цигари и пари, како и 138 глави ситен и крупен добиток. 15 луѓе загинаа во западен Непал во лизгање на земјиште предизвикано од монсунски дождови. Лизгањето на земјиштето се случило во две села во близина на туристичкиот град Покхар, 125 километри западно од Катманду. Најмалку 22 куќи се уништени. Владата стравува дека двата земјотреса што неодамна го погодија Непал, а во кои загинаа речиси 9000 луѓе, може да ги зголемат ризиците од нови појави на лизгање на земјиште за време на сезоната на монсунските дождови која трае од јуни до септември.
Романските власти заплениле рекордно количество од 333 килограми хероин, вреден 40 милиони евра, кој бил сокриен во резервоарите за гориво на 2 камиона, соопштија во средата полицијата и јавното обвинителство за организиран криминал. Двата камиона требало да патуваат за Холандија, центарот за натамошна дистрибуција во земјите од Западна Европа, изјавил началникот на полицијата Клаудију Цуцу на пресконференцијата во Букурешт. Тој додал дека станува збор за најголемо количество хероин запленет во Романија досега. Вредноста на дрогата во улична препродажба изнесува околу 40 милиони евра, додал Даниел Константин Хордникену. Оваа пратка сакала да ја прошверцува турско-романската мрежа на организираниот криминал која властите ја следат од 2011 година. Дрогата е запленета во средата на северот од Романија, кога двата камиона требало да ја минат романско-унгарската граница на преминот Петеа. Дрогата од Авганистан преку Азербејџан, Ерменија и Грузија, потоа најверојатно преку Црното море во Украина и во Романија, требало да пристигне во Западна Европа, рекле од полицијата. Стотината пакетчиња со дрогата биле сокриени во двојни резервоари во вреќички со бибер и со мелена пиперка, за да не можат да ја надушкат кучињата, додале. Во врска со оваа заплена притворени се двајца романски и двајца турски државјани, а уште 7 лица се уапсени. Романските власти во оваа истрага соработувале со колегите од Турција, Украина и неколку земји од Западна Европа. Фудбалерите на Работнички во овој моменти го играат првиот меч од Лигата на Европа против турскиот представник Трабзонспор. Иако турците на хартија се фаворити, се надеваме дека нашиот представник ќе има сили да направи поволен резултат за реваншот. Иако се работи за екипа чија вредност се проценува над 100 милиони евра, сепак тренерот Ангеловски и неговите фудбалери веруваат дека може да се направат изненадување. Во тимот на Работнички владее оптимизам и ветување дека ќе дадат се од себе да го совладаат реномираниот противник. Добро би било нашиот тим во првиот меч да оствари било каква предност, за да можат во реваншот да се надеват на конечен успех. Од друга страна, турскиот тим, предводен од тренерот Шотар Веладзе, во изминатиот период се соочуваше со внатрешни проблеми кои според него се минато. Да му посакаме успех на нашиот единствен претставник во европските купови. И покрај жешкото време и пекулните температури, најмалите следбеници на најважната споредна работа на светот открива Паланка во попладневните часови ги одржуваат своите тренинзи на градското фудбалско игралиште. Надежите од фудбалскиот клуб Премиер наредната сезона ќе настапуваат во регионалната лига. Ниту високите температури, ниту фактот дека е распуст не ги спречува младите фудбалски надежи открива Паланка да тргнат со тренинзи во пресрет на следната надпреварувачка кампања. 3 дена неделно околу 40 на дечиња на возраст од 10 до 15 години ги усовршуваат фудбалските вештини и знаења под будното око на тренерот Боби Здравковски. Тие се под младокот на фудбалскиот клуб Премиер, а првиот човек Бранко Величковски нагласува од наредната сезона за прв пат ќе добијат можност да настапуваат во регионално надпреварување. Денеска започнуваме со најстарите по големина со припреми, бидејќи ги пријавивме во регионалната лига да се такмичат оваа година со Куманово, Скопје и Велес. Пријавувањето е во тек и не знаеме точно зашто ние прв пат настапуваме. Таа лига сега се оформува како регион и ќе видиме, ќе не обавести Фудбалската федерација. Категоријата има две, пионери и помлади пионери. Пионерите ќе играат 2000-2001 годиште, а помладите категории се 2001, 2002, 2003. Неделно ќе тренираат 3 пати, понеделник, среда и петок. Има околу 40 дечиња што ги планираме да активно играат, а сите други кои се добре дојдени, кои знаат да играат фудбал во таа генерација, слободно да дојдат да се пријават. Величковски додава дека ако продолжат вредно да тренираат, овие мали фудбалери ќе го обелат спортскиот образ на градот. Имали, гледајќи ти децата работиш подолго време со нив, сега имаме и од повозрастните талентирани, имале меѓу овие најмалите некои на кои што може да очекуваме да го обеле образот на Паланка? Па да ви кажем, има 3-4 дечиња, од кои едно од најмалите 2005
можем да кажем дека уште сега е супер талент. Треба да се поработи, да се стекнат малку со кондициониот дел, а потоа и со тактичкиот дел. Поразговаравме и со дел од фудбалерите за нивните очекувања од настапот во регионалната лига. Јас сум Нико Чепешовски и сум за втора година. Колку време тренираш фудбал? 2,5 години. Фудбалот го сакам од мали години и тоа ми беше идејата да се запишам и планирам повеќе да тренирам. Очекувања некој од оваа сезона сигурно има силни екипи, други талентирани кои ви се да собирате искуство или можеби и да се замешате меѓу подобрите? Да собереме пред се искуство. Има ли овде меѓу колегите добри талентирани екипа да се направи солидно? Да, има. Мате Стилковски, за 8 оделение. Да. Колку време ти тренираш фудбал? 2 години. Која ти беше идејата кога почна да тренираш, дали поради другари што се запише или некоја екипа Поради другари. Омилена? Поради другарите. Претходно си тренирал вака организирано? Да. Како интересно или напорно? Тренерите бараат ли многу? Не. Не е тешко, значи? Да, не е тешко. Има ли квалитетни соиграчи? Да. Заедно со новата кампања во меѓуопштинското фудбалско надпреварување, љубителите на спортот во градот со нетрпение ги очекуваат настапите на овие млади фудбалери во регионалната лига. Екипата на Партизан на домашен терен ќе решава за својата судбина во Европа затоа што во рамки на третото квалификацијско коло на гостувањето кај Стеауа одигра реми 1-1. Европската куќа на фудбалот одлучи евроквалификацијскиот меч меѓу Албанија и Србија да не се игра во Скадар, туку да биде во друг град на домаќинот. Серхио Рамос останува во Реал Мадрид. Екипата на Партизан направи значаен чекор напред кон четвртото квалификацијско коло за Лига на шампиони, откако во првиот меч од третата рунда одигра 1-1 на гостувањето во Букурешт против Стеауа. Белградските црно-бели дури и први дојдоа во водство со погодокот на Вуличевиќ, но примија наивен погодок на 10 минути до крајот, кога Варила скокна највисоко и од 5 метри ја затресе мрежата на голманот Живковиќ, кој се лизна при обидот да истрче и да избоксува топката од својот 16-тник. Партизан имаше одлична шанса да го добие мечот во 90-та минута, но обидот на Брашанаc од идеална позиција беше непрецизен. Селтик најде на неочекувано сериозен отпор од екипата на Карабах, па го совлада првакот на Азербејџан само со минимални 1-0. Дуелот во Глазгов беше решен во 82-ра минута, кога дефанзивецот Бојата најдобро се снајде во 16-тникот на гостите и го постигна единствениот погодок на надпреварот. Патот во следната рунда по само еден меч го визираше Базел, откако швајцарскиот шампион славеше со 1-3 на гостувањето против Лех. Албанците го реновираа стадионот во Скадар, но се уште немаат одиграно надпревар од таков калибар, како што соопшти Ион Дервиши, портпарол на Албанската фудбалска федерација. УЕФА соопштила дека стадионот е во ред, но дека меч од ваков карактер меѓу два ривала не може да се игра на непроверено место. Мечот меѓу Албанија и Србија, кој кај нашиот западен сосед е најавен како еден од најважните спортски настани во историјата, ќе се игра во Елбасан. И покрај најавите дека Серхио Рамос летово ќе го напушти Реал Мадрид, Марка објави дека шпанскиот репрезентативец ќе остане на Сантиаго Бернабеу до 2020 година. Според новиот договор Рамос ќе добие 9 милиони годишна плата. Токму висината на платата беше причината за неизвестноста дали Рамос ќе остане на Сантиаго Бернабеу, бидејќи тој бараше зголемување на приходите и годишна плата од 10 милиони евра, а Реал му нудеше 6. Сепак компромис се постигна така што отпаѓаат комбинациите шпанецот да заигра во Премиер Лига како член на Манчестер Юнајтед, клуб кој беше сериозно заинтересиран за негов ангажман. По вестите од спортот останува уште да ја проследиме и временската прогноза.
Тоа беше се за денес. Јас ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.